кога започнавте да се занимавате со овој занает? Значи, гранчарскиот занает го работам негде активно 40 години. Значи, занајатот ни е семејна традиција, занајатот го научив од татко ми и после него јас продолжив на занајатот. Така, може ли да се живее од овој занает? Од занајато може да се живее, али доста тешко во овој време. Значи, се зависи од моќите на луѓето, на купувачите, колку можат, колку имат пари за да купуваат. Оти ова не е нешто што мора да го купе, ако има повеќе пари, ќе купе. Така. Еве колку време е потребно да се направи едно вакво бардаче? Па еден производ од овој гранчарски производ, процесот му е доста долг. Самиот начин на правење е брз, може да се направи за 10 минути. Али процесот од до финален производ, нели, може да ќе трае 15 дена. Има сега е бардачето е направено, ставено му е рачка, тоа иде на сушење, па на декорирање, шарење, па после на печење. Значи целиот тој процес трае негде 15, па и 20 дена зимно време. Така. За каде се произведувате? Порачки имате ли? Произведуваме за пазар. Па и некој порача нешто, али повеќе за на пазар. Значи, традиционално на пазар се трошат производите што се традиционални, што се правени одамна, нели? Предмети околу кујната, тавчиња, каленички, бардачиња, што се употребувале во кујната уште од порано. Значи тоа највеќе се бара. А произведувам сите видови на гранчарски производи. И сувенири може. Други кои производи ги изработувате? Па набројав јас, значи бардачињата ги правиме за нели оној празник што е духови во јуни месец. А другите работи што се за употреба, тави, каленици, тоа редовно си оде. Значи нон-стоп се прават тие работи, тавче, гравче. И има многу производи. Значи занајато е таков што има многу можности и форми да се прават илјадо. Зависи од умешноста на мајсторот, колку е способен да ја изведе формата што ја замислил. Значи тоа е слободна уметност. Така. Дали младите имаат интерес за гранчарство? За жал немаат. Младите немаат интерес за учење на овој занаат. Зошто еве? Па не би рекол дека е тежината, отколку што нема заинтересираност. Самиот живот, самата техника, нели, занајато го потисна. Сега сите деца се повеќе усмерени на компјутери и други полесни работи. Занајато, нашиот занајат е малку потежок, има физички напор, доста, и доста работи има што треба да се издржат. Така. Дали извезувате во некоја друга држава освен што продавате на нашите пазари? Не. Само тука ги пласирам производите на нашите пазари. У околината, у Македонија, до Скопје највеќе. Што доваѓа, што зимат и тоа е. Има ли интерес за купување? Релативно има. Има. По порачки има ли? Има и по порачки. Да. Еве, сега ќе ви демонстрирам. Што е изработувано? Сега ќе ви демонстрирам како се прави бардачето. Што е изработувано сега? Глина, вода и раците. Друго нема ништо. Глината
и гранчарското колце. Без него не може. Гранчарското колце. И сега се моделира. Значи, може било кој предмет да се изведе што иде во круг на колцето. За ова треба и концентрација? Да. Максимална концентрација треба. Затоа, ако некои попрецизни работи кога се работат, дури и дишењето го запираш, за да, нели, формата излезе како што си ја замислил, како што сакаш. Оти и најмал погрешен потек, ако погрешиш, тоа ќе падне. Тоа е меко, не е стабилно, нели? По која цена ги продават овие производи? Цената е према стандардот на луѓето тука. Значи не е голема цената. За да може да се купува. И да сакаме не може поголема цена. Иако вредноста, да речеме, некој што ќе рече што не е во овој занат, ќе рече јас тоа не би го дал за толку пари. Ама мораме ради нели, за да се купува, да се одржат традиција и тие работи. Колку е пари едно бардаче? Едно бардаче 80 денара, 70, 80 до 100 денара. Толку, не. Сега во моментот го рамните, така? Да, сега го малку равнам и веќе е при крај. Еве, при крај е. При крај е тоа, еве, готово е. И сега на крајот, кога е предметот готов, се сече со една жичка, нели? Оти тоа е предмет залепен за долното колце. Еве сега, еве тоа е. Тоа иде на сушење. Значи кога ќе после саат-два му се става рачка или други некои декорации и повторно иде пак на сушење. Кога ќе се убаво и суши, па иде на печење. Кога ќе излезе од печка, значи готово е, предметот е готов. Така, дали вие ги ставате тие шари што ги имате? Да. Глината, материјалот што е потребен за изработка на гранчарски производи, ја наоѓаме тука во нашата околина. Конкретно јас имаме на наша нива, место, кај што татко ми работил, копал тоа место, и јас таму копам, а и од негде друго место. Значи глина има на повеќе места, само треба да знаеш која глина, за кој предмет ќе одговара. Значи има одредени? Да, одредени. Има. Не може секоја глина за секој предмет да биде. Тоа треба сам да си го одлуче мајсторот да одреди. Дали... Приликом работа, он само си знае што треба. Така. Дали глината во на нашите простори во Македонија е доволно квалитетна? Па, мислам дека е доста квалитетна. По мое сознание, најквалитетна глина во Македонија, таму негде Пехчевско има. Има на западна Македонија на неколку места. И нашата глина е добра, сега јас мислам дека е добра, него мислам дека се тие уште подобри глини таму. Така, вие со која глина изработувате? Нашата глина се вика иловица. Значи, кога се испече нашиот производ, по боја е црвен.
предметот кога е испечен, он има црвена боја. А додека тие другите се бели. Бела боја имат тие другите глини. Кога се изработи Да, кога се испече предметот. И кога се работи, еве гледаш нашата глина има друга боја, таа е друга боја.